Amin. Вториот дел од ова богослужение ќе го продолжиме со песна број 123. Молитва на колена ќе не поведе нашата сестра Билјана. Gospodи Bože naš, hvala ti što smo i ovog prelepog sunčanog subotnog dana živi po tvojoj milosti. Hvala ti što si nas razbudio, žive Gospode, i doveo u tvoj dom da te slavimo i hvalimo. Hvala ti, dragi Gospode, što je ruka tvoja bila nad nama u danima koji su iza nas i što si nam davao zaštitu, iskustva, što si nas hranio, odevao, oblačio, Gospode, što si nam pomogao da budemo blagoslovani koji su oko nas. Hvala ti, Gospode, što zahvaljujući žrtvi Hristovoj i njegovoj prolivenoj krvi možemo da molimo za oproštenje grijeha naših i svega onoga što smo pogrešili pred Tobom i pred drugim ljudima i što smo nekoga ožalostili.
Molimo te, dragi Bože, ti očisti sve naše grijehe kao što smo preveli u ovoj pesmi. Molimo te, neka Duh Tvoj Sveti bude ovdje sa nama, neka nam da mudrost i razum i mir, da možemo čuti poruku koju danas imaš za svakog od nas. Blagoslovi Bože svakog od nas koji klečimo se Bogom i našu braću i sestru koji danas nisu mogli doći u crkvu. Blagoslovi narod Tvoj širom sveta i sve one Bože koji su po bolnicama, po zatvorima, na ratištu i bilo gdje nije prijatno biti danas. Pomogni da i oni osjete Tvoju zaštitu i Tvoje vodstvo. Bože, mi te molimo, učini da crkva Tvoja u ovom gradu bude vidjelo i svetionik onima koji traže istinu i spasenje. Upotrebi svakoga od nas da budemo Tvoje vidjelo, da budemo učenici Tvoji koji će obznaniti radosnu vest Evanđelja o ovom svijetu, da bi nam došao što pre Gospoda i uzeo nas da budemo tamo gdje si ti. Blagoslovi naše bližnje koji još uvijek nisu prihvatili Tebe kao svog Gospoda i Spasitelja. Pomogli, dragi Bože, da i oni svoj život predaju Tebi. Mi te molimo za vodstvo i zahvaljujemo ti za svaki blagoslov u Hristovo ime. Amen. Amen. Повикувам нашиот брат Роберт да поведе кон стиховите за доброволно молење. Знаете, има многу и стихови за дар, значи во Светото писмо но сепак јас се одлучив да кажам, значи еден стих кој што сите добро го познаваме, зашто одамна кога овој стих го как сум читал, сум проучувал дома, нели така ми дојде да мисла, да размислам. Не велам дека вие не знаете таа мисла, тој стих вика да собираме богатство, вика да не собираме богатство на земјата каде што молецот и реѓата ги јадат и крадците ги подкопуваат и крадат. Туку да собираме богатство на небото, каде нити молецот и реѓата ги јадат, нити крадците ги подкопуваат и крадат. И знаете што сакам да споделам? Не велам дека вие не го знаете ова. Велам дома, па како велам, кој ги подкопува парите? Што како може крадецот ги краде? Ајде некој ќе дојде, но како се подкопува, како се краде, што сака да каже? Пак да нема некој да дојде некој крадец да ги украде од кај мене. Јас мислам дека тука е инфлација. Значи самата држава која има инфлација, парите се подјадуваат. Ние имаме денеска многу пари, но меѓутоа за брзо време може да снемаме да останеме без пари. И другата мисла што ми дојде, велам дали ние со давањето на десеток ние собираме богатство на небото. Тоа мислам дека го слушнав до сега, јас мислам дека не. Затоа што давањето на десеток тоа не се наши пари. Таму вели не давањето на десеток е кражба на Бога. Значи ние ако не го дадеме десетокот кој што следува на Бога, ние го крадеме Бога. И сега од се друго, колку ние до сега сме дали пари во црква и колку ние сме собрале богатство. Тоа е прашањето. Јас мислам дека ништо не сме собрали. И другото што размислам, зошто купуваме кола од 10.000 евра, зошто не купиме од 500, а другите 5 ги дадеме во црква? Зошто ако ние не работиме, ако веќе толку викаме го сакаме Бога и не знам што, зошто ако ние земеме 30.000 плата, а можеме да поминеме да кажеме со 20, зошто тие 10 не ги донесеме во црква? Зошто не собираме богатство каде што е златото, каде улиците со злато? Така да, ја не работам, но ете се трудам, значи да дадам еден добар дар на крај на годината, колку што еден десеток. Но меѓутоа, пак и кога би работил, ја верувам дека, а сега ќе почнам за брзо се надам дека за 50% од мојата плата ќе ја донирам во црква. Значи јавно го кажам тоа, ќе почнам, затоа што сакам да собирам богатство на небото, а сметам дека десетокот не е богатство. Така да ги приложиме своите дарови. Ги повикувам Хейди и Роуз да ми помогнат да го собереме дар. Да кажем една молитва и ги наведеме нашите глави. Татко наш небесен, нека биде царството Твое, волјата Твоја, прости ни и гревовите и те молам помири со овие пари што денеска се собрани,
да се искористат навистина во разумни цели, во паметни цели во кои што ти ги одредиш. Отворени ги нашите срца да ние повеќе да ние можеме понатака повеќе да даруваме и да подобро го извршуваме делото на твоите Божи зборови. Ние секоја сакаме да те славиме и ќе те славиме и ќе продолжиме да те славиме и се ќе направиме во твоја слава. Нека си вечен, а со тебе ние да бидеме вечни. За сето ова ти благодариме и те молиме во името на Исус Христос. Амин. Ќе продолжиме да го славиме Бога со песна број 27. Повелете, седнете. Дојде време за проповедта, затоа ќе го поканам нашиот поранешен пастор, сега гостин, Раде, му го препуштам преостанатото време. Божи благослов. Здраве на саботно утро. Александр имаше можност да бидам пастор и на неја, колку пати доаѓаш често во Велес, пред да се преселам. Така што слава на Бога што повторно на прилика да се видиме денес заедно. Јас бев точно пред скоро месец по дена или два, нешто беше во август, до септември, пред заминување точно месец дена. И сега повторно ете Бог даде прилика да бидам денес со вас и како лица ме праша, рекол зашто не. Јас реков не се најавувам, ако треба да поведат, моли сами ќе ми кажат и ете исправам дека Бог навистина тоа кога Бог го води нема погрешка дефинитивно. Се надам дека сте вие добро и уживате во овие долги сончеви денови во ова есенски дел од сезоната.
што е ретко за другиот дел од светот, али за тука наистина прекрасно. Постојат теми за кои што ние често пати разговараме, често пати проучуваме, размислуваме и кои што се уште остануваат недокажани. Се уште постои можно се каже уште нешто, неисцрпени теми што би рекле. Една од тие теми може да биде и темата за љубовта. Темата за љубовта е тема која што не прожиме сите нас. Тема за која што не можеме да го размислиме нашето постоење без љубовта. Некои од нас повеќе ја сакаат, ја прифаќаат, некои можеби не, но ние верувам дека на Балканот е нешто без кое ние не можеме да функционираме. Љубовта е еден основен двигател на општеството во кое што јас и вие живееме. Меѓутоа, за таква една љубов во Библијата е многу пишувано, многу е кажувано, има пророштва за незината убавина кажано, меѓутоа има пророштва и за незиното изладување, за кое што покасно ќе можеме да видиме. Едно од тие пророштва е запишано во Матеј 24 глава. Може да му 10 стих, каде што вели: тогаш мнозина ќе се соблазнат и едниот ќе го предава другиот, и едниот ќе го мрази другиот. И ќе се јават многу лажни пророци и ќе заблудат мнозина. И заради многу беззаконија, љубовта ќе оди кај мнозина. А кој ќе издржи до крај ќе биде спасен. И ова Евангелие за царството ќе биде проповедано по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде свршетокот. Наистина, едно пророштво кое што дите како ја осликува состојбата на општеството во кое што ние живееме денес. А во последно време, покрај тие работи што се напишани во 2 Тимотева, меѓу другото, ќе се појави беззаконието, ќе има непочитување на родители, на деца кон родители и обратно, ќе има само живи, среднољубци, луѓе само фалци кои што се отклониле од тој извор на љубов кој што е самиот Бог Исус Христос. И заради многу беззаконија, љубовта ќе оди кај мнозина. Постојат многу начини на кои што ние, на жалост, можеме да видиме како една љубов може да оди, како може тоа да се манифестира дури во денешно време. Прво и основно, ладната љубов е спротивно од топлото чувство на прифаќање, кое што углавном се случува во подесниот круг на семејството, а потоа со блиските пријатели. Значи, изладената љубов е спротивно чувство на прифаќање, на грижа, кој што би требало да биде составен дел на животот во денешно време. Еден таков пример за една таква љубов, на овој прв принцип, може да отвориме во прва книга Мојсеева, 43 поглаве, 30 стих. Става збор за Јосиф, 43:30, каде што вели: па Јосиф се оддалечи брзо, зашто му се возбуди срцето заради братот му, идеше да заплаши. Влезе во една соба и таму се изнаплака. Каква врста на љубов ова што Јосиф има кон својот брат Вењамин? Семејна љубов. Емоција покажа дека тој му е близок. Интересно е што прочитам како звучи на српском. Може. Кажа, Јосиф угореше срце од љубов на брата. Колку подобро, благодарам. А зошто му гореше посебно, бидејќи Јосиф и Вењамин беа од иста мајка, така. Што веќе не народски асли брат му беше Вењамин. Има они и други 10 кои што беа од другата мајка, од Лија, меѓутоа ова му беше брат по неговото срце. Интересно е што ова љубов, изладената љубов е спротивна на тоа пријателско семејно прифаќање кое што овде го изразува Јосиф кон својот брат Вењамин. Мисле тоа чувство кога вие ќе видите некого после толку многу години.
Години поминале, а посебно на Бенијамин кој што знаел дека неговиот брат нема да го види повеќе. Бидејќи сте знаеле дека Јосиф е мртов. Мислам, знаеле таткото и Бенијамин, овие што го предаде, они знаеле дека некаде робува. Оно што за мене е спротивно на оваа љубов е чувството кога Јосиф ги доведува своите браќа за прв пат и се појавува некој гнев од една страна, за тоа што го направија, но во еден момент прифаќа дека тоа е било Божјо провидение за неговиот живот. Да он не беше таму, израелскиот народ може повеќе не може да постои. Дека во момент на глад може секој да каже ни не им даваме, тие не се наш народ. А он се појави баш во право време да обезбеди оно што беше необходно за продолжување на неговиот народ. Значи, ладната љубов е спротивно чувство на топлина и прифаќање кој што треба да владее во семејниот круг, а и со нашите пријатели. Јас би рекол тука во ова црковна средина. Втор принцип, ладната љубов има за единствена задача, тоа е да ладната љубов има за задача да издава. Се обидам да го преведам во исти момент. Ладната љубов има задача да издава, стои издава, така? Да предава, браво. Интересно е што во овој момент се ќаваме на љубовта која што повеќе омраза него љубов се појавува кај 10 браќа во однос на самиот Јосиф. Он доаѓа и сега они веќе направиле план. Али знаете, од друга страна самиот Јосиф си дал добар допринос во тоа, бидејќи он има еден стар израз, он се шепури, односно он се фали со тоа што он сега има облека кој што другите немаат. Од друга страна, истиот тој Јосиф доаѓа им кажува соништа, каде што знаете, он е тој изигнатиот, да сите овие му се поклонуваат. И тоа малце по малце ствара некој гнев кај неговите браќа. И првиот момент кога они го здогледале, рекле, аха, сега е моментот да ние го покажеме каде му припаѓа неговото место. Многу често во нашиот живот не сме ние многу поразлични од луѓето кои што се пише на Библијата. Некои недостатоци испливуваат во кај нас сите и покажуваат дека постојат мигови простор за растење и напредување во Божјата благодат. Секоја полка што доаѓа кај нас е за наше добро. А секој недостаток покажува дека постои се уште и текако голем простор за поправање и тоа ќе постои дека таа Христова праведност нас, што кажува Елен Вајт, не огради и не дојде врз нас. И тоа што тие дела што ќе ги правиме, не бидат наши, ќе бидат Христови во нас. И тоа е производ на Христовата љубов во нашиот живот. Интересно е што ние во текот на вечноста ќе имаме можност да растеме. Нема таму да докажеме ќе подовме сега на небо и дојде време јас да уживам. Ние ќе видите како работни активности таму пишува Елен Вајт многу детално, но од друга страна ќе можеме да разговараме со Бог. Јас дека ви имам прашано, ако не, кога би имале можност да видите една особа од Библијата, која таа личност би била? Ние ќе видиме Исус и ќе поминуваме време со него. Јас се посебно радувам за тоа време што би можел да разговарам со него, али кога би бирале само една особа, зошто би тај особа избрал? Ја би го избрал Јосиф, да го запрашам каква агонија беше таа што он помина од тие тешки мигови на отфрлување, каде што постана буквално втора особа во целото царство египетско и каде што он кога ги здогледа своите браќа, која беше тоа чувство што него го исполнуваше неговото срце, како може тоа да го помни. Знаете, некогаш кога луѓе што ги сакаме, кога луѓе што не ни се многу битни у живот, да кажам познаници, некои подалечни, кога ќе ни направи нешто лошо, онака не ни е убаво чувство, или знаете, не тоа толку тангира што викаме ние народски, така? Бидејќи тие не се само пријатели од школа или можеби сме седели одамна, сме седели комши, соседи кои што баш и многу не прифаќаат за тоа што веруваме, што преминуваме нашиот живот, али кога некој од семејството ќе го направи тоа чувство кај вас, ќе го предизвика, односно ќе ве повреди, тоа се мигови кога нас многу не повредува и не боли. И
И тоа се мигови кои што нам не така лесно ни кажуваат проложи понатаму, ќе биде се во ред. Кога вие премногу вложувате во некоја особа, сега се трудите во некој цвеќе да вие вложувате, а она само жолте или жолте. Мора го вртите на сонце, му давате прехрана, правите хумус домашен за него, давате доста екстракти се, а она дали пропаѓа или пропаѓа. Која личност вие би избрале од Библијата, да поминете време и да поразговарате со него кога ќе појдете на небо? Мојсе. Зошто Мојсе? Како издржал 40 година гуѓање. Како ги издржал луѓето кои што постојано се нешто ми сметало. Како да биде од Балканот. Јас се влегувам во авион и буквално од Шкотска имаше некој бран најавен дека Шкотска ќе погоди некој невреме и супер. Јас баш таа вечер околу 2 часот наутро и 30 излегов од дома со колата и да према аеродром и дуа ветер, али тој ветер не е ништо односно тоа што го доживеа во Штип. Тоа ветер во Штип буквално све живо дига. Мислам, не даш кога ќе ставиш вешка и заваш до комши у која штике. Буквално толку не реков, не сте видели вие што е ветер, тоа не е некој страшно, али тие што биле покрај море доле, на некои 40 минути од мене, немале страшни времиња и дигање на високи бранови и слично. Тоа за приморскиот дел секаде од островските земји е нормално. Ми доаѓаме во Германија и сега не својствено за тој народ, каснеше авионот околу 21 минути. Сега влегуваме авиони, тие влегите од Франкфурт за Скопје, 90%, 80% беа наша националност, и он како може да касни, срам да име. И знаете, онака, национален спорт, гунџање, постојано само се збори, само се кажува, како луѓе може да седнат во авион, да живеат толку години некаде во странство и да едноставно, како вика, човекот искаче од селото, но селото човекот никад. Тоа е Бечу, крава из Беч. Да. И тоа е некоја реалност која што постои, али ние би требало да имаме некој друго размишлување, што кажува во Римјаните, да се промениме со промена нашиот свест. Власт Србљан, значи, Мојсей, бидејќи како го доживел тоа, да луѓето гунџат, а он да биде се уште доди кон целта да го доведе народот, во кој што замислите во ханска земја, кој што самиот не влегол. Дали може би една од причини зашто не влегол е тоа што го губи, тоест знаем библиски што е исправно, го губи својот темперамент, го губи својот темперамент, благодарам, губи својот темперамент и избувнува и реагира на тој начин и удира по карпата и знаеме тоа што се случило. Може би тоа предизвикано од тоа постојано гунџање, едноставно тој момент го кажа што не можам повеќе да ги трпам. Дали имате другите некоја личност која што баш ви онака значи од Библијата, која што ветувате со неа, која што би сакале да ја видите кога дојдете таму? Давид. Давид? Зошто Давид? Дугачко ми разговара. Многу работи поминал, така? Јов? Јов за се што преживеал? Не, фала. Навуходоносор ако биде спасен. Навуходоносор? Да, ако биде спасен, а може и да биде спасен, што Елена Вајд вели да не се изненадиме ако го најде него. Како он 7 години бил врзан и како се повратил назад. Што поминало и што го натерало и како се покајал после 7 години. И ако некој не се спасен или ако не се дали требало јас да бидам врзан така. Значи многу поинтересен лик, барем за мене. Да, благодарам. Не сум размислувал за тоа, али Елена Вајд вели може да се изненадиме ако го видиме него таму спасен. да, ние знаеме дека 3 најголеми изненадувања на небото ќе бидат кога луѓе за кои што мислиме ќе бидат таму, никаде не бидат таму. За оне што рековме, нема шанси да бидат таму, они баш ќе се најдат и најголеми изненадувања што ние самите ќе бидеме таму. Зарем тоа не е прекрасно, ќе дојдеме таму и се знаете, се гледаме, онака сите горе што сме биле тука се поминувале некои години на патни и на проблеми. Треба некој принцип за како продукт на тоа извадена љубов, еланата љубов е резултат на беззаконието. Бидејќи тука вели тогаш мнозина ќе се соблазнат, едниот ќе го предава другиот, едниот ќе го мрази другиот, ќе се јават многу лажни пророци, ќе заблудуваат мнозина и заради многу беззаконие љубовта ќе олади ке мнозина. Значи, оладувањето на љубовта, драги мои, е продукт на зголемување на беззаконието меѓу народот. Што поголемо беззаконие, а беззаконието од друга страна е продукт на немањето на страф од Господа. Што немаме страф од Господ, автоматски доаѓа до изадување на љубовта, до правење на беззаконија
како викаме, нам ни е седно, што ќе кажем, како ќе направиме, бидејќи немаме страф од Бог. А тоа е најдолно ниво, каде што еден христијанин може да се најде, најопасно ниво, а тоа е отфрлување на гласот на Светиот Дух, кога немаш потреба повеќе да добиваш укор од него и да размислуваш за својот живот. Дека сматраш дека тоа што го правиш е одлично, немаш потреба повеќе да одиш понатаму и да размислуваш, па може би тоа не беше така. Дали имате чувство кога ќе направите нешто лошо и Светиот Дух делува нашето срце и вели, слушај, не беше тоа баш најдобро? Оди разговарај малце, извини се, прифати, ако ќе направи нешто добро, нака ми е топло околу срцето ми кажува, денес беше одлично. 5. Браво се. И сега како слушаме тој глас на Светиот Дух, за нас постои надеж. Кога ќе престанеме да го слушаме, извинете, али тоа е веќе завршено. А најлош стадиум е кога ќе се повлече Светиот Дух од нашиот живот. Значи, ладната љубов е резултат на беззаконието, отфрлување на тој Божји авторитет во мојот и ваш живот. Кога ние ќе мислиме дека сме самите себе си доволни, тоа буквално е до дна. После тоа нема ништо. Последен принцип кој што можеме да го прифатиме во однос на како производ на таа изладена љубов е ладната љубов, против ладната љубов ние мора да се бориме. Лесно да кажеме во ред, го прифаќам тоа кој што е и готово. Али ако јас имам чувство на гнев и на омраза, кој што е сосем спротивна состојба на еден последен христијанин, тогаш треба се трудиме да се бориме против тоа. И изладувањето на љубовта, која е производ на зголемувањето на беззаконието, се состои против кој јас и вие мора да се бориме денес. Не можеме да кажеме, такво е времето, кажано во Библијата, ке излади љубовта, па излади ке мене, така? Не можеме да кажеме такво нешто. Јас работам меѓу различни луѓе со различни националности, меѓу кои е афричко население. Тој жар кој што владее кај нив, таа љубов, таа посветеност, тоа е неописиво. Од пење на песни, од ангажираност кон црквата, веќе за нив црквата е се. Они имаат своји работи, си имаат своји семејства, се, али кај нив црквата, доаѓањето во црква, грижата за домот Божи е нешто што е на прво место. Јас сум онака воодушевен кај нив како постои таков некој жар во однос на одржувањето на службите, доаѓањето во црква, организирањето на активности, бидејќи они кажуваат тоа е дел од нашиот идентитет. Дека црквата не постане дел од нашиот идентитет, дека црквата не постане тој христијански живот, не постане наш животен стил, тогаш ние само си губиме времето. Знаете, денес сме овака, утре сме онака, се менјаваме постојано, не. Значи, или сме со Христа, или сме против. Значи, против ладната љубов ние треба да се бориме. Зошто? Бидејќи ладната љубов е производ на зголемување на беззаконието, а од друга страна оддалечувањето од самиот Бог. Коренот на растењето или зголемувањето на ладната љубов во црквите, еден према друг, е длабоко вкоренета во погрешно разбирање на авторитетот. Во која смисла? Погрешно разбирање на авторитетот на кој што ги имаме Бог кон нас. Значи, ако јас го прифаќам Бог како мој спасител, онда се следи после тоа што јас го прифаќам него, така? Одговорност, духовно растење, созревање, во кој што вклучува има и паѓање и станување, али со Христа можеме да ги носиме сите проблеми многу полесно. Значи, главен корен за развојот на ладната љубов, што имаме еден према други во црквите, е вкоренета во проблемот на авторитетот. Како ние го прифаќаме Бог како наш створител? Дали тоа што е Он, Бог на љубовта, делува на мене да ми јас подобра личност? Или може би поминале премногу години, па јас сум се на некој начин оддалечил. Во Евреите, 10 глава, постои еден прекрасен текст, кој што би сакал да го накратко прочитаме. Евреите, 10 глава,
24-25 стих, каде што вели: и да внимаваме на тоа, да се потикнуваме еден со друг кон љубов и добри дела, да не ги напуштаме своите собранија, како што некој има обичај, туку да се бодриме еден друг, и тоа дотолку повеќе го гледате дека наближува денот. Значи да внимаваме на тоа, да се потикнуваме еден со друг кон љубов и добри дела. Ова е спротивно на ладната љубов што постои во денешно време. Значи, го гледаме дека таа изладеност на љубовта во светот е многу поголема. Сега имате состојби во држави каде што кога ќе падне човек, буквално никој не го приметува. А се случи нешто на куче, на мачка, па тоа е на прво место. Тоа игра до некој изопачување меѓу народот. И тоа што било чисто и свето и морално и прифатено, сега е некако дискутабилно, бидејќи некои работи се прифаќаат поразлично. И сега доаѓаме во момент, затоа треба да размислуваме за овој важен стих, да се потикнуваме на љубов и добри дела еден кон друг. И сега видовме дека љубовта извладува во последно време. Љубовта извладува и тоа несомнено доаѓа и исполнува, на жалост, некогаш и нашите црковни редови. Состојбата во државата ја афектира состојбата во општеството, а состојбата во општеството ја афектира самата црква. Не би требало, но тоа е реалност. И кога сте ви изфрустрирани во светот, доаѓате и таа некоја фрустрација ваша се пренесува во таму кај што не е потребно. Кога ќе заминете, кога ќе одите на шалтер 2 часа и не завршувате работа, сигурно се веќе дома среќни, кажете: леле, супер, утре е друга шанса да јас поидам и повторно да седам на шалтер 3 часа. Не кажете: повеќе не идам таму, така? Зашто? Бидејќи едноставно сме изгубиле чувство дека сме вреднувани, ценети и слично. Но Библијата не повикува, бидејќи љубовта ќе олади, да ја бираме љубовта во последно време како главен двигател меѓу нас самите. Прва Јованово 4:7. Прва Јованово 4:7 вели: возлюбени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога и секој кој љуби од Бога е роден и го познава Бог. А кој не го љуби, не го познава Бог, зашто Бог е љубов. Значи, возлюбени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога и секој кој љуби од Бога е роден и го познава Бог. Значи, ако не се љубиме еден со други, ако не покажаме чувство на прифаќање на љубов, тоа покажува дека ние не го познаваме Бог. Некогаш некои мигови премногу брзо се исполнуваат околу нас, да ние забораваме да користиме љубовта како едно средство на добра комуникација, на прифаќање на другите околу нас. Сеќавате кога Исус заспал на бродот и кога бродот почна да тоне, и во еден момент тука имате ученици кои што биле премногу среќни за таква ситуација, така. Они се радувале дека се случува нешто. Всушност не. Они биле исплашени, ние тонеме, а он се спие. Имате многу луѓе кои што се дешава околу нив, а они буквално не реагираат воопшто. Мува не ги лази на арапски речено. Баш така. И сега во таква нека ситуација се наоѓаат овие ученици, они постојано се грижат и премногу, а он спие. И во еден момент они почнуваат да гуџат: како можеш да спиеш дека ние тонеме? И тоа што Исус застанува и ја смирува бурата. И они викаат: кој е овој? Вика: па и ветровите и бурите му се покоруваат. А мислите, поминувате долго време со некој и на крај се прашувате кој е он. Тоа може да биде реално со брашите другари. Поминуваат многу години заедно и не се ни познаваат еден со друг. Зошто? Бидејќи се изгубила таа некоја искрена љубовта која што би требало да трае не само првите години од бракот, него да трае низ целиот живот и понатаму. Исус станува и ја смирува бурата, покажувајќи еден друг принцип, покажувајќи принцип на смиреност, на доверба кој што требало учениците да изградат дека биле со него. Сега кога се ќе се руши околу вас, како викаат, здравиот има многу желби, а болниот само една. Он да оздрави. Така и ученици имале желба само да ја спаси на таа бура. А Исус што вика? Па како можете така да бидете мало верни? И тоа не еднаш, многу пати во Библијата.
Зошто бидејќи они живееле така начин како што они живееле. Но Исус вели, сакајте се еден со друг, како што јас да сакам вас. И ако вие се сакате еден со друг, тогаш сите ќе знаат дека сте вие што? Мои ученици, значи љубовта, драги мои, е знак дека ние сме Христови. Знак дека ние припаѓаме на Христос. Знак дека сме ние дел од Него. Накратко како можеме љубовта да користиме денес? Прво и основно, да се храбриме еден со друг. Охрабрувајте се со љубовта. Читаме стихови во Мудри изреки. Мудри изреки, 3 глава, 27 стих, каде што вели: не крати добротворство на оние што имаат потреба, кога можеш да го направиш тоа. Сторија, може да прочиташ на српски? Не одреци добро онима којима треба, кога можеш ученици. Значи, кога имаш прилика да направиш благодарам, немој да го скратуваш тоа. Ако можеш да бидеш на благослов во твоето место каде што живееш, нема да го скратуваш тоа на луѓето. Ке кажат, не искористуваат. Па јас се радувам кога ми искористуваат, па правам добро. Тоа е позитивно. Зошто бидејќи тоа е за нив што? Пепел на нивната глава, така? Библиски кажано, тоа е за нивно лошо, не е за моето лошо. Значи, да ја користиме љубов со цел да се охрабруваме едни кон други. Второ, да ја користиме љубовта со цел да се поддржуваме едни со други. Поддржувањето е многу важно за времето во кое што ние живееме. Зошто? Да ги случуваат премногу работи, а љубовта мора да биде двигател меѓу нас. Вели, дечиња мои, да не љубиме со зборови или само со јазикот, туку во дело и вистина. 3:18 прва Јованова. Да не кажеме, ве сакам, а очи не сакам да ви видам. Знаете, кога се видите со некој, онака со години каже, леле, колку се радам што те гледам, а после кај го видов, цел ден ќе ми биде на опачки денес. Знаете, народски речени има многу тие некои афоризми кај нас кои што се реалност. А не би требало да кажеме на збор дека да се радам што те гледам, а едноставно каде од кај сега ти се појави тука? Те немаше со години, а сега знаете, значи мора љубовта да се покаже на дело. Трет принцип како може да користиме љубовта во секојдневието е кратко и јасно да ги сакаме луѓето околу нас. Да ги сакаме оние кои што заслужуваат и оние кои што не заслужуваат, зошто бидејќи ни јас и ви не заслужуваме што да не сакаме. Да бидеме реални. Да гледаме, како што споревме во поуката, да не гледаме луѓето со очите на она што се тие, да гледаме од она што може да постане од нив, ради благодата на Исуса Христа во нивниот живот. Ако го видиме некој, ако го видиме ова јука или палма, она е тоа што е. Веќе развиена све. И сега кога настанат некои проблеми, кога ќе се убаво одржува, таа ќе напредува. Исто со човек. Видиме дека некој има проблеми, ние можеме да го осудиме, да го нападнеме, а да ќе му покажеме љубов. Ќе видиме што може од него да биде ради Христа, што ќе направи во неговиот живот, тогаш едноставно многу ќе имаме друга перцепција, помали очекувања од другите, помалце разочарување, што е многу важно. Бидејќи ние, знаете, имаме премногу високи очекувања, да секој ги се најде, да ни се околу нас, као да сме ние центар на вселената, околу нас све се врти, знаете, и такви некои очекувања не срушуваат нас, не разочаруваат и не доведуваат до состојба кој што викаме, па не идам таму повеќе, бидејќи и тие не ме сакаат веќе. И последен принцип, само почитаме Римјаните 12:10. Римјаните 12:10 го вели следното. Љубете се еден друг, срдечно со братска љубов. Надпреварувајте се во почитување еден кон друг. Како треба да имаме почитување ние? Еден кон друг. Да се надпреваруваме, да се покажеме кој сме кон кој подобри. Замислете тоа, кога има такмичење сега, кој ќе биде, кој ќе усреќи повеќе луѓе во црквата тука. Кој ќе се моли повеќе за некои особи, кој ќе се јави во преку седмица да каже, јас мислам на тебе и се молам за тебе. Од тоа хубаво чувство, извинете, драги мои, не постои. Кога ќе ви каже дека се молам за тебе и мислам на тебе, а ти имаш проблеми, обврски, работа, деца,
што све нема. И добиваш порака, се молам за тебе и мислам на тебе. Бог те сака, не ти треба ништо повеќе. Доволно е. Секоја такво нешто би имало таков натпревар кај нас, да покажеме многу повеќе љубов едни кон други. Всушност, ако ние како Христови деца не покажеме таа љубов, тоа не сме тоа што се кажуваме. Не можеме да се наречеме Христови деца ако воопшто љубов немаме меѓу себе. Извинете ли, тоа е основен принцип, не продолжуваме понатаму. Ако на тој испит паднеме, ни речете студенти нема да ни помогнат. Значи, ако паднеме на тој испит на љубовта, нема потреба да ја пратиме. А на друга страна, не забравяйте дека постои ветување дека се можеме преку Исуса Христа кој што ни дава мојки сила. Значи, тоа не е недостижно. Кажеме, не можем да го гледам. Ама може да се промени. Не можем. Можеш ти. Но треба да одлучиш. Све е тоа одлука на нашиот ум. На кој начин јас и ви одлучуваме денес да правиме. И последен принцип е во процесот на користење на љубов треба да укажуваме еден кон друг на Христа. Кога гледаме дека некој запаѓа, кога гледаме дека некој има проблеми, многу лесно е да подигнеме прст да кажеме ти на времето што се не правеше за црква, сега ли ти замина? Не. Да ги насочуваме луѓето кон Христа. Бидејќи не сме ни јас, ни вие изворот на љубовта, само он е изворот на љубовта. И не заборавајте дека моите и ваши стандарди треба да бидат небески стандарди. И не ги спушете тие небески стандарди на некој луѓе околу вас. Заради некои моменти и околности животни. Христовите стандарди се највозвишни стандарди за мене и за вас, за мојот и ваш живот и за животот на нашите блиски. Затоа Бог да ни помогне да тие стандарди постојано ги држаме во нашиот живот високо, зошто бидејќи на крајот на денот Исус е тој кој што смирува бурата, не јас и вие. Исус е тој кој што смирува бурата. А до мене и до вас стои да ние ќе прифатиме да он го води кормилото на мојот и ваш живот. Ако дозволиме он да го води кормилото, да управува со мојот и ваш живот, тоа за ниједна бура да не се грижите, бидејќи секој една бура ќе биде надмината пред тоа што Христос го прави, да бидеме и да сме, но во текот на таа бура, само да ја подсетам дека ние не сме сами. Ние си имаме еден со друг. И во текот на таа бура, која некој ќе западне, а таа бура е нашиот живот, ние сме должни да ги водиме и укажуваме на луѓето на Христа. Да им кажуваме дека тој го води кормилото на нашиот живот, дека ние не сме сами. Да се молиме едни за други и да се подсетиме дека и ова проблем, и ова тежина, и ова терет ќе помине. Зошто? Бидејќи постои одветување, дека млад бев и остарев, но не видов што? Праведник и неговите деца да просат хлеб. Тоа е многу важен принцип од 30 псалам. Али вика, не видов праведник. Не видов оној кој што се бои од Господа, кој што ги држи тие небески принципи. Затоа, драги мои, само едно мало подсетување дека љубовта ќе оди во последно време и тоа е реална слика, а ние треба да се трудиме да таа реалност не постане дел од мојот и ваш живот и да не постане дел од оваа црква која се наоѓа денес. Ќе бидат тешки мигови, ќе има разни предизвици, али знаете, веруваме на оној кој што ветил и исполнил, а тоа е нашиот Спасител Исус Христос. Нека Бог ни помогне да ја твориме љубовта, да ја покажуваме љубовта ни кон други, бидејќи све ќе помине, а љубовта ќе остане на крајот. Амин. Ни благодарам на нашиот брат Раде за прекрасната проповед, за тоа што ме подсети што е љубовта и дека самиот наш Бог е љубов. Затоа на крајот на ова богослужение ќе ги отвориме нашите песнарки со песна број 237. Во љубовта сме среќни. Ќе го завршиме ова богослужение со молитва од нашиот брат Раде. Love
Очи Божи драги, благодариме што си ни дал многу дарови во нашиот живот. И тоа е најважниот дар што сме го добили, дарот на љубовта. Дарот да се сакаме едни со други, дарот да се грижиме едни за други, дарот да укажуваме на Тебе, Христе, и во најтешките мигови во нашите животи. Боже, Ти благодариме што бурите кои што ги имаме во нашиот живот, како една кула од песок кој што морските бранови ги носи. Се радуваме што тие бури не траат долго, а Ти си спремен да ги утихнеш. Боже, фала Ти за тие ветувања дека не сме сами, дека и во најтешките мигови имаме Тебе за наш Створител, наш Избавител и наш Спасител. Боже, Ти благодариме за ова подсетување дека што се случува во нашиот живот. Не смееме да забораваме дека треба главен двигател во нашиот христијански живот да биде љубовта кон Тебе и љубовта кон другите околу нас. А да Боже, Те благодариме за таа бескрајна љубов со која што сме ние сакани, таа љубов која што секој што дава втора шанса во нашиот живот и не повикува да и ние бидеме така према другите. Боже, фала Ти за Твојот народ тука во Македонија, фала Ти за оваа црква во Влај. Благослови ги Боже сите верници кои што се денес тука и оние кои што не дошле. Потсети ги Боже дека љубовта е неопходна за да ние Ти видиме Тебе и да поминеме вечно со Тебе. Но таа љубов не само да ја знаеме до рецки, него да применуваме во нашиот живот. Фала Ти за сите ветувања што ги имаме добиено Тебе преку Твојата реч. Во Христо име вечно. Амин. Амин. Амин.